Ги започнуваме вестите на Ирис телевизија. За неполни 24 часа 5 граѓани колабирале, а тројца со мозочен удар завршиле на штипската неврологија. На мета на променливото време се хронично болните. Лекарите советуваат редовно да земат препишаната терапија, без потреба да не се излегува од дома, а секојдневното мени да изобилува со намирници богати со минерали и витамини. Променливото време удри по штипјани, а лекарите со полни раце работа. Во изминатите 24 часа штипската брза помош интервенирала на 5 колапси, а транспортирале и тројца пациенти со мозочен удар. Сите се на средна возраст, информираат од брзата помош. Само еден колапс е регистриран на отворено. Во останатите 4 случаи, пациентите колабирале дома. Лекарите упатуваат неколку совети за тоа како да пристапиме кон лицето кое е колабирало на улица. На улица прво, ако е онесвестен комплетно, треба да се проверат дишните патишта, дали се проодни. Може да се случи да имаме превиткан јазик внатре, па пациентот да ни помодри. Значи се влегува странично секогаш, најголема грешка е, еве за прва помош за пружање, кога некој на улица не е онесвестен. Обично ракат, тогаш нема ништо при себе пациентот, нели, тој што треба да му пружи помош. Никогаш од напред да не се отвара вилицата, бидејќи ќе му ги прекаса прстите. Се оди со притисок на вилицата долна и се оди странично со раката се влегува. Ке се притисни вилицата на назад главата, ке се стегни и странично. Секогаш странично треба да се влези и ако е јазикот превртен, се со прстот се враќа напред. Значителна фреквенција од пациенти е забележани на неврологија. Временските варијации удрија по хронично болните. Најважно за нашите пациенти е оние кои што веќе имаат одредени интернистички болести, редовно да ја пијат својата терапија. Значи, ако пијат терапија за кардиолошки проблеми, да си ја пијат редовно таа терапија. Терапијата за диабет, односно за шеќерна болест, редовно да ја употребуваат. Пациентите кои што имаат покачен крвен притисок, редовно да ги употребуваат лековите за висок крвен притисок. Се разбира да не се изложуваат на нагли температурни промени и во времето, нели, кога температурите го постигнуваат својот максимум, да не бидат изложени на сонце. На ваквите временски услови најмногу треба да внимаваат работниците кои работат на отворено. Градежните работници, таксистите, а работодавачите треба да обезбедат соодветни услови за работа. За полесно да се пребродат временските услови, покрај советите да не се излегува од 12 до 17 часот, големо внимание треба да се обрати на исхраната, која треба да биде богата со минерали и витамини. Се крчка цената на лебното зрно. Мелничарите не отстапуваат пченицата да ја купуваат по цена од 8 до 9 денари. Над 100.000 евра се штетите од невремето и поплавите во Штип кои се случија на 23 мај. Општинската комисија ги утврдила. Сега следи постапката која треба да заврши во владата, а која ги носи одлуките дали на домаќинствата ќе им се исплати обештетувањето. 10 домаќинства од Штип пријавиле штети од невремето и поплавите кои се случија на 23 мај во Штип. Настрадаа долните катови и подрумските простории, а едно младо момче заврши во болница. Откако сакајќи да помогне на пожарникарите да испумпаат водата од неговиот дом, се задушило од издувните гасови од пумпата на моторно гориво. Комисијата за проценки на штети при општина Штип ги утврди штетите од невремето, кои го зафатија подрачјето на Штип на 23 мај, а 10 домаќинства од градот Штип пријавиле дека имаат штети од поплавите од атмосферски и канализациони води. Вкупната штета, процената е околу 677.000 денари. А сега документот за извештајот го поднесуваме до Советот на општина Штип и по негово усвојување вообичаено како комисија, истиот документ усвоен од Советот го препраќаме до второстепена комисија во Скопје. Соколов истакна дека во овој момент не може да се каже дали ќе има исплата на штетите од невремето на 23 мај, бидејќи одлуката ја носи владата. Наша должност како комисија е да го подготвиме документот, да го дадеме на Советот, Советот да го усвои како документ и да го поднесуваме до второстепена комисија. Вообичаено второстепената комисија го зема, го обработува предметот, го дава на усвојување, односно
неусвоење или на мислење на владата на Република Македонија која ќе одлучи дали ќе има обештетување или не. Никој пат до сега не е имало обештетување од општина Штип, освен во некои сиворедни случаи. Значи вообичаено обештетувањето е од централниот буџет. Во Штип на 23 мај наврна рекордни 84 литри на метар квадратен, при што штети имаше и на инфраструктурата, а беа поплавени долните катови и подрумските простории на 10 домаќинства во населбите Ново село и на повисоките делови на населбите во јужниот и источниот дел на градот Штип. Вандали го демолираа игралиштето во населбата Деснаци. Едниот кош го нема и скршени се и клупите од бехатон. Игралиштето во населбата Деснаци, каде јавното предпријатие ИСАР и општината заеднички инвестираа во негово комплетно уредување како со спортски реквизити и така со урбана опрема, попушти пред вандалите. Речиси, целото игралиште е демолирано и скршени се клупите од бехатон, а таму има и многу шарканици. Колку и паркови и зеленило да се градат во општината, сепак несовесни граѓани го уништуваат она што ние го правиме. Ние не можеме да изиграваме 24 часовен надзор на сите несовесни граѓани, да може само да апелираме да не се повторуваат овие грди слики, како што можете да видите денес овде. Комплетно е уништено игралиштето во населба Деснаци, уништен е бехатонот на самите клупи и шарано е самото игралиште, исечене едениот кош овде што беше уништени се некои патеки овде. Сето тоа со цел да се даде на слика, лоша слика на оно што ние го претходно направивме. Претходно го комплетно заградивме ова игралиште, го средивме, го хортикултурно уредивме. Инаку само не овде во Деснаци, јавното предпријатие ИСАР заедно со општина Штип инвестираше во формирање на зелени површини, речиси во сите штипски насел. И не само овој парк овде, туку уредивме безброј многу паркови. Го уредивме паркот во Ново село. Знаете дека таму поставивме огради, направивме исто така нов парк, направивме парк кај автобуската станица, направивме парк во населбата 8 ноември, направивме парк Карши Евана, направивме парк. Во Штип утре ќе се реализира втората дезинсекција. Од општината апелираат пчеларите да ги преземат сите превентивни мерки. На ден 21 јуни, значи во среда наутро, општина Штип преку властена фирма на територијата на локалната самоуправа ќе спроведе тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 00 до 6 часот наутро со апаратура за улова ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Прегалница и Отиње, застојни води и подрачја околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Третирањето ќе се изведува со препаратот Аквакаотрин 2 ЕВ со активна супстанца делтаметрин и со препарат за со активен течен ларвицид. Во случај на неповолни временски услови, значи ветер, дожд и друго, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Се уште се договара откупната цена на пченицата. За земјоделците прифатлива е 12 денари за килограм, но вела дека и со 15 денари нема да може да ги покријат трошоците, а камоли со 8-9 денари колку што им нудат мелничарите. На производителите на лебно жито им одговара пченицата да се откупи по 12 денари, но през сметките им ги матат мелничарите кои нудат откуп од 8 или 9 денари за килограм. Од Сојузот на земјоделци велат дека ако и понатаму се продолжи со ваквото третирање на оваа стратешка култура, таа еден ден ќе исчезне од полињата во Македонија. Мелничарите биле заследни вчера на своето барање меѓу 8 и 9 денари. Реална цена под 12 денари не смее да биде. Затоа што од кога почна мелничарите да ја креат политиката за производство на пшеница и да се ориентираат исклучиво кон увоз на пшеница од Србија, ние од 130.000 хектари по оваа култура дојдовме ланската година сигурно се околу 70. Прогнозите на агроекспертите и земјоделците за годинешнава реколта на пченицата е дека ќе биде една од најлошите во последниве години. Сега надежите се свртени кон подсекторската група за жито што ја формираше Министерството за земјоделство. Сметаат реалната цена не смее да биде под 12 денари. Со 12 денари ние ќе покриеме штетошоци,
се разбира тие што ќе има добар принос. Со 2,5 тона пшеница не се покриваат трошоците. И 12 денари. И 15 да биде, пак не се покриваат трошоците. Ако добиеме 3 тона, ќе бидеме благодарни. Да покриеме нешто барем од тие трошоци што се прават со механизација, тенако за гибриво, за семе и заштита на растенијата од болести и штетници се отправили, да не станеме збор, затоа што тие трошоци се огромни. Нема договор, ќе има уште еден состанок за да се договори цената за откуп на пченицата. Очекуваме со посредство на владата да се изнајде решение од кое ќе бидат задоволни производителите и мелничарите, вели Ефтим Шаклев, председател на Асоциацијата на земјоделци. Според наши прогнози, цените ќе се движат од 8 до 9 денари. Пченицата ќе се откупи во целост, во зависност од квалитетот, но ќе се прецизира во зависност од моменталната состојба на цената на пченицата на околните берзи, што значи може да се покачи или намали, е ставот на мелничарите за откупната цена на пченицата, кој денеска ги контактираше Ирис телевизија. Земјоделците барањата за субвенции за 2017 година ќе може да ги поднесуваат до 15 септември. Првиот датум за пријавувањето беше до 15 април до 30 јуни, но поради технички проблем со платежната агенција, рокот за доставување на документите е продолжен. Крајниот рок до 15 септември е одреден поради потребата од најмалку 2,5 месеци за да им се овозможи на скоро 80.000 земјоделци да се пријават за субвенции за 2017 година. Се очекува дека по отстранувањето на техничкиот проблем, пријавувањето на земјоделците за финансиската поддршка би можело да почне од почетокот на јули. Исправен е и проблемот за условот за добивање на субвенции за насадите со лешници за 2017 година, каде што наместо 270 по грешка беа напишани 500 стебла. Во Штипската библиотека завршија бесплатните курсови по француски јазик. 70 деца, но и повозрасни штипјани, еден месец интензивно го изучуваа францускиот јазик. Преку интерактивна настава и игра боење, еден месец немалите го учеа францускиот јазик во Штипската библиотека. За еден месец имаат основни познавања на овој јазик, кој во последните години не беше атрактивен за учениците. Je m'appelle Marisa. Je m'appelle Jovana. Je m'appelle Liva. Je m'appelle Ana. Ки продолжам понапрему да учам, много е интересно. Значи учевме еден месец интензивно со дечињата од 5 години, најмалата возраст и имавме второ деление, прво деление, пето деление и девето. Значи дечињата започна да го изучуваат А1 нивото, со тоа што изучува најнапред броеви и азбука, ги изучувавме боите, нормално сето тоа преку многу песни, игри, интерактивна настава. Повозрастните посетители и наставниците се задоволни од интересот за изучување на францускиот јазик. Презадоволен сам, после 30 години во средна школа и основно учев француски, пошто моите ќерки живеат и студираат стари во Швајцарија, француски кантон и сакам да го обновам француски јазик. Ме изненади, мене лично, се надевам и мојата колешка и целиот персонал од библиотеката, дека имавме огромен интерес. Јас се надевам дека направивме добра работа, дека конечно францускиот ќе заживее интересот пред се. Во Штипската библиотека синојте заврши бесплатниот курс по француски јазик за 70 лица кои го изучуваа овој јазик во рамките на проектот Француски учиме, македонски читаме, култура спојуваме и разбиваме. Директорката Милена Ристова Михајловска вели дека проектот беше поддржан од Министерството за култура, а логистички е поддржан и од Францускиот институт и од Општина Штип. Проектот почна на 9 мај, денот на Европа. Со ликовна колонија во соработка со професорот Никола Бојаджиев и неговите ученици, а штипски културни работници се представија пред француската публика во македонската амбасада во Париз. Она што е најважно и на што сакавме да ставиме акцент се токму овие курсеви, овие 70 лица кои што бесплатно посетуваа часови по француски јазик во организација и реализација на професорките Викторија Карамфилова и Марина Рамбабова. Веруваме дека
Со ова понудивме на некој начин да заживее тоа што никогаш се памети дека постоело во библиотеката, тоа француска читална. Ние овој пат го направивме како француско катче, како бесплатни часови по француски јазик. Посетителите низ игра, боење, учење на француската азбука и броевите го поминале основниот курс по француски јазик. Заинтересирани се да го продолжат курсот по француски јазик и во септември. Малолетник нападнал полицајка од кримтехника во Кочанската полиција. Како што информираат од МВР, 15-годишното момче замавнал со секира кон полицискиот службеник, а подоцна ја турнал на земја и ја удрил со ногата, нанесувајќи повреди, откако се обидела да го спречи да изврши кражба во зграда на градежното предпријатие Бетон во Кочани. Немилиот настан се случил вчера попладне околу 15 часот и 45 минути, кога полицискиот службеник бил на должност и требало да изврши увид кога движејќи се по улицата Киро Кикенски го забележала момчето како краде. Полицајката успеала да побара помош од колегите, пошто за кусо време малолетниот напаѓач бил пронајден и фатен. Во присуство на родител, малолетникот бил приведен во полициската станица, каде бил обавен разговор, а подоа и пуштен. По комплетирањето на случајот, полицијата најавуваат соодветен поднесок за напад на службено лице. За настанот бил информиран јавниот обвинител, а увид на местото извршила екипа од Кочанската полиција. Јована Арсова од кикбокс клубот Гладиаторот Штип освои бронзен медал на светскиот куп во Италија. По балканското злато, ова беше уште еден позитивен тест пред Европското првенство што ќе се одржи во Скопје. Македонска кикбокс експедиција составена од 12 членови настапи на светскиот куп што се одржа во градот Римини, Италија. Меѓу нив беше Јована Арсова, член на кикбокс клубот Гладиаторот Штип. Учествува во светскиот куп во Римини, Италија. Тој се одржуваше 3 дена, од 15 до 18 јуни. Јас го освоив третото место, од кое првата борба ја победив, се борев со противничка од Франција, а втората ја изгубив, се борев со противничка од Норвешка. Во која дисциплина настапи и во која категорија? Настапи во дисциплината киклайт, на минус 55 килограми, во јуниори и сениор. А да не кажеш колку од прилика надпреварувачи имаше севкупно на овој светски куп? Од прилика имаше околу 1300 и нешто надпреварувачи. А на Македонија колку бевте? 12 надпреварувачи. Како се задоволна од овие турнеи, од овие настапи на светски манифестации? Па јас сум премногу задоволна, бидејќи премногу значи трето место на светско. И тоа. Да не кажеш нешто за поранешните успеси, неодамна беше на балканско првенство. Оваа година учествував на многу надпреварувања на балканско првенство, кое земав 2 први места. Во Сараево на Гранд Прих земав 3 први места. Исто така во Ниш се борев, земав прво место и второ. Јована Арсова тешко доаѓа до спаринг партнерки во незината дисциплина и категорија, но благодарејќи на упорноста и техничката подготвеност на тренерите, таа во континуитет постигнува добри резултати. Па да, сега се спремам за Европското првенство кое ќе се одржи во Скопје од 2 до 9 септември. Значи се ова настапи на овие надпреварување се дел од тој циклус што посебно да бидеш на првенството во Скопје. Да, во беше како тест за спремноста, да видам колку сум спремна за Европското првенство. Јована Арсова заврши втора година во спортската гимназија на Умномовски Борче во Провишти и настапите на овие меѓународни манифестации се извореден тест за проверка на незината форма за Европското првенство во кикбокс од 2 до 9 септември ќе се одржи во Скопје. Со спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК. Пријатно!